Добар ден, почитувани, ова е уште една нова телеамбуланта која ја реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Епилепсијата е хронична невролошка, во повеќето случаи добро контролирана болест со која пациентите може да имаат квалитетен и продуктивен живот. Околу 70% од болните со медикаментозна терапија ќе имаат стабилна фаза на болеста без напади, но некои и покрај терапијата ќе се соочат со напади со различна фреквенција на нивно појавување. За епилепсијата, начинот на диагностицирање, ризик факторите и лекување денеска зборуваме со доктор Емилија Горгиева, невролог, секако во Жан Митрев клиник. Докторке, добар ден. Добре ни дојдовте во телеамбуланта. Ви благодарам што ме поканивте да бидам ваш гостин. Зборот епилепсија потекнува од грчкиот збор епилепсија, што значи всушност напад или пак одземеност. Што е тоа точно епилепсија и дали исто што е епилептичен напад? Вака, епилепсијата представува една од најстарите заболувања кои што се знаеле од повеќе векови наназад. Хипократ е тој први кој што кажал дека епилепсијата представува заболување на мозокот, а не дека представува некоја надприродна сила која што го напаја човековиот организам. Епилепсијата представува транзиторно расстройство на функцијата на мозокот. Дали е болест или не, се уште не може со сигурност да се каже, заради тоа што многу често епилепсијата може да биде и придружен симптом на некое друго заболување. Но при тоа мора да се прави разлика измеѓу епилептичен напад и епилепсија. Бидејќи епилептичниот напад представува минливо транзиторно расстройство на функцијата на мозокот, кое што настанува како резултат на ексцесивно празнење на кортикалните неврони. Ова празнење и овие може да трае од неколку секунди до 2 до 3 минути. При тоа може да биде причината како резултат на било какво некое нарушување на равнотежата во функцијата на мозокот. Дали тоа ќе биде пат на гликемијата, дали тоа ќе биде некој метаболен дисбаланс и слично. Затоа, значи, пациент кој што има добиено еден епилептичен напад, не мора да значи дека ќе развие некогаш во животот епилепсија. За разлика од тоа, пак епилепсијата представува хронична состојба која што има склонност кон развивање и кон појавување на чести непровоцирани епилептични напади. Епилепсијата, значи зборот епилепсија може да се сретне, значи као и во повеќе други изрази, може да го сретнеме како зборот конвулзии, дизритми, церебрални пореметувања и слично. Така. Докторке, како изгледа еден епилептичен напад? Дали тој секогаш мора да биде поврзан со нарушување на свеста? Обично, кога ќе помислиме на епилептичен напад, замислуваме лице кое што паѓа на земја со мускулни грчеви, кое што се тресе, пена на устата има. Дали секогаш така изгледа епилептичниот напад? Па не. Значи, епилептичниот напад може да биде проследено или со губиток на свеста и конвулзии, некојаш може да биде и без губење на свеста, која што може да бидат како кратки, значи за време на разговор пациентот може кратко време да биде како отсутен на дел од секунда, може да се загледа, може да прави некои автоматизми. Најчесто кај народот е познат тој генерализирано тоничен клоничен напад или гранд мал напад, кој што овој тип на напад започнуваат драматично, во која што пациентот ненадено, без некое предвестие, губи свест, при тоа што се испушта некој иницијален крик, болниот паѓа на земја и при тоа е многу ризично затоа што може да дојде до повреда на болниот, затоа што не се знае во која ситуација каде ќе работи. Например, ако работи од висина може да падне, ако работи со некои машини, доколку вози автомобил или слично, може да дојде до повреда. Затоа самото име, значи генерализирано тоничен клоничен напад, се состои од две фази. Првата фаза е таа тонична фаза во која што болниот е во генерализиран грч, и тука, например, настанува фиксиран, може да има фиксиран поглед, девијација на очните булбуси, може да има вкочанетост на вилицата. При тоа после следува втората фаза, која што е тоничната фаза, во која што настануваат контракции на екстремитетите и може да има угризи на јазикот, вкочанетост на вилицата, па дури и до помокрување.
После поминувањето на втората фаза, значи пациентот веќе се почнува да се освестува, при тоа после тоа пациентот е конфузен, дезориентиран, има појава на главоболки, не се сеќава, има комплетна амнезија за настанот кој што се случил пред тоа. Затоа многу често, значи дали каков епилептичниот напад мора да биде објаснет од страна на очевидци. А може ли епилептичниот напад да изгледа како тикови, докторка, или пак пациентот само да почувствува некое струење, промена во сензацијата на мирис, вкус и слично? Да, тие се обично аури кои што пациентот може да ги предчувствува, значи пред да добие епилептичен напад. Значи тоа обично се јавува кај фокалните епилепсии кои што можат да бидат проследени со некои мирисни, визуелни автоматизми. Пациентите прават некои тикови, прават мљацкање со устата или некои повторувани движења. Имаме и пациенти кои што го опишуваат дека пред да добијат напад чувствуваат како некоја тежина, мачнина од стомакот која што се искачува нагоре кон желудникот и се појавуваат тахикардија, вознемирено срцебиење и може да се јави стемнување пред очите и да се појави краткотраен губиток на свеста. Так, значи некој може да почувствуваат дека ќе добијат епилепсија, што претпоставувам, односно дека ќе добијат епилептичен напад, што претпоставувам дека е корисно во нивниот случај за да не се повредат, бидејќи некогаш како што споменавте, епилептичниот напад е поврзан со пад, со грчеви, со пореметување на свеста и слично. А дали секој од нас во текот на животот може да добие епилепсија? Очигледно епилептичен напад може да добие, но дали може да добие епилепсија? Вака, околу 10% од популацијата некогаш во животот може да добијат епилептичен напад. Сега, дали ќе се добие епилептичен напад или епилепсија, тоа зависи, значи, пошто рековме дека епилепсијата е хронична состојба во која што тука имаме повторувачки епилептични напади. Значи, доколку пациентот добие само еден епилептичен напад, тогаш тоа не се рачуна за епилепсија. Значи, потребно е да добие 2 или повеќе епилептични напади во период од 24 часа, за кое што би можело да се смета дека станува збор за епилепсија. Многу често, значи, епилепсиите можат да бидат и симптоматски епилепсии и затоа да се случат да се испровоцирани како резултат на некој мозочен удар, мозочни инфекции во мозокот, травматски повреди на мозокот или пак да бидат предизвикани како резултат на мозочните тумори. И во текот на животот да се дојде до појава на епилепсија. Ги споменавте ударите во главата, ајде да проговориме малку за посттравматската епилепсија. Дали и благ удар во главата понекогаш може да предизвика епилепсија? Епилептични напади, повторувачки, односно епилепсија, особено ако пациентот има некаква предиспозиција за тоа. Вака, генетската предиспозиција игра многу важна улога околу појавувањето на епилепсијата. Обично, значи, поретко се јавуваат тие моногенетски епилепсии, каде што игра улога, значи, тука има дефект на еден ген. Почесто се јавуваат полигенетските дефекти, кои што настанува дефект на повеќе гени. Но не секогаш значи дека ако има генетската предиспозиција, дека може да биде нискосензитивна и да не се појави епилепсија само во случај доколку се јави некој тригер фактор, односно да биде предизвикана како резултат на некој мозочен удар, травматска повреда и слично. Травмата може да доведе, значи, секако до појава на епилепсија, но во случај доколку при свежа травма, например, дали ќе тоа сообраќајна незгода, некој удар во глава од некој тап предмет и слично, многу е битно ако се појават епилептичните напади непосредно после травмата, тогаш тие епилептични напади се со подобра прогноза, заради тоа што може да дојде до нивно повлекување со заздравувањето на травматската повреда. Затоа што тука и можете да настане некој едем, оток или крварење во мозочната структура и кога ќе дојде до повлекување на едемот и на отокот и да заздрави, се дава превентивно антиепилептична терапија, која што не мора да се прима долг временски период,
по заздравувањето од траумата може да се прекине. Но во случај доколку првиот епилептичен напад се јави после подолг временски период од претрпената травма, например, дошло до заздравување од таа повреда или травма, а првиот епилептичен напад се јавил после 3 месеци, 6 месеци, па и повеќе години, тогаш прогнозата за таа епилепсија е полоша заради тоа што може да траат подолготрајно нападите, заради тоа што тука настанува веќе глиоза, ние го викаме како оштетување на мозочното ткиво од повредата, тогаш таа била подлабока и тогаш настануваат и промени во мозочната структура кои што може да доведе до почесто појава на епилептични напади. И кај некои од нив може и терапијата да ја примаат и подолг временски период. А има ли некои жени кои што се чувствителни на хормонските промени во организмот и тие да бидат тригер фактор за појава на епилептични напади? Некои се жала дека за време на менструацијата добиваат епилептични напади. Се случуваат ли и такви проблеми? Многу често, например, жените, поготово сега, мислам, тоа е обично пациенти кои што имаат епилепсија, менструалниот циклус и промената на хормоните, особено прилачењето на естрогените за време на овулацијата, може да биде причина да им се појави тогаш епилептичен напад. Но тоа се јавува кај пациенти кои што веќе имаат епилепсија, не може да биде хормоналните промени или менструалниот циклус за да доведе до причина за појава на епилепсија. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта на телефонскиот број 3076 677. Доктор Емилија Горгиева, невролог во Жан Митрев клиник, ќе даде одговор на сите ваши дилеми, но и на бројните наши прашања поврзани со темата на која што говориме. Докторке, што е со децата кои што во детството имале кои што имаат фебрилни конвулзии, односно им се јавуваат грчеви при покачена температура? Дали тие имаат поголема шанса да развијат епилепсија подоцна во животот? Покачената температура многу често кај децата, кај младите може да доведе до појава на грчеви, кои што кај нас се познати како фебрилни конвулзии. Фебрилните конвулзии обично се јавуваат кај возраст од децата од 6 месеци па до 3 години. Многу често, значи, овие фебрилни конвулзии прекинуваат во детството, се даваат понекогаш антиепилептични лекови, но тие не се примаат долготрајно, се примаат само за време кога се фебрилните конвулзии, затоа што нападите се јавуваат само при покачена телесна температура. Се може да се дадат и чипчиња од диазепам. Дали е поголема шансата за да се децата кои што имале фебрилна конвулзија во детството, секако дека шансата се појави епилепсија е поголема кај оние деца кои што имале фебрилни конвулзии во детството, за разлика од оние деца кои што воопшто немале фебрилни конвулзии за време на детството. Веќе споменавте дека еден епилептичен напад не значи епилепсија, но кога ќе се јави кај вас пациент кој што се соочил со ваков проблем, какви испитувања треба да спроведете за да потврдите или пак исклучите за што се работи? И дали може после еден епилептичен напад веднаш да се предпостави дали ќе се јави болест, ќе биде таа хронична или не? Значи, за дали станува збор за епилептичен напад, многу е битно првично да се земат невролошкиот преглед и точно земена анамнестички податоци од пациентот. Во оваа ситуација потребно е очевидец да го раскаже каков бил нападот на пациентот, заради тоа што во многу случаеви пациентите не се свесни за состојбата во која се одвивал нападот, за да потоа се пристапува кон извршување на диагностички процедури. Меѓу нив најбитна е диагностичка процедура е ЕЕГ, со помош на која се гледа каква е функцијата на мозокот и дали има некои дразби, иритации кои што би можеле да го предизвикаат тој епилептичен напад. Но при тоа, значи, во некои случаеви ние вклучуваме и некои други методи, као што е фотостимулацијата, значи интермитентна фотостимулација, употребуваме светлина за да видиме дали тоа ќе предизвика епилепсијата. Многу често
При сонот може да биде причина, несоницата или заморот може да биде причина за појава на епилепсија и токму заради тоа правиме една снимање кое што се вика ЕЕГ со депривација на сон. При тоа од пациентот се бара да биде заморен, да не спие во текот на 24 часа, за да кога ќе се изврши тоа снимање, се следи каква е состојбата, кога е мозокот, дали тоа може би да биде фактор заморот да се предизвика епилептичен напад. Исто така имаме и активација со отварање и затварање на очи, хипервентилација и слично, кои што можат да послужат во дијагностиката за да се види дали станува збор за епилепсија или не. Многу често, значи, еден, како што рековме, епилептичен напад не мора да значи дека пациентот има епилепсија, заради тоа што тој еден епилептичен напад може да бил предизвикан од некој пат на гликемијата, може да бил предизвикан од некој метаболен дисбаланс, нефролошки бубрежни заболувања или некоја состојба која што го предизвикал тој епилептичен напад, така да не мора да значи дека тој пациент понатака во животот ќе развие епилепсија. Така, ова е важно да се запамти дека еден епилептичен напад не значи епилепсија. Да ги вклучиме гледачите кои што очекуваат денеска да постават прашање во Телма амбуланта. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Се јавувам од Кичево, сакам да прашам, има син на 42 годишна возраст. Така. 3 пати до сега така му се имат случено, на голема разлика, после 3 години 4, да речем. До сега наследно никој сме немале во фамилија, ни од кај сопругот, ни од кај мене. Од што тоа би можело да биде? Дали сте биле на лекар и му е поставена дијагноза епилепсија или не? Да, епинапад. Само епинапад имате. Добро, ви благодарам за вклучување во програмата. Докторке, дали можевте да го слушнете прашањето? Нешто слушнам, значи дека во фамилијата они немаат некој така, но нивниот син кој е 40 годишен имал 3 досега епилептични напади со големи временски растојанија од некои 2-3 години. Од што може тоа да се јави? За тоа е потребно, значи, да се направи детално испитување. Не знам дали пациентот претходно бил некаде, дали се јавил во некоја од невролошката установи. Му била поставена дијагноза епинапади, така што веројатно се јавил на лекар. Дали не разбрав дали почнал да прима некоја терапија во меѓувреме. Не беше тоа појаснето. Така. Интересира гледачката што би можело да биде тригер фактор за вакви епинапади. За дали станува збор за пошто на него му се јавуваат нападите релативно ретко, значи еднаш, 2-3 пати се јавиле на подолг временски период, така да тоа треба да се види, значи може да биде причина од некое друго расстройство или некој друг проблем. Најдобро ќе биде да се поразговара со пациентот, да се види како е состојбата со него, за да се најде етиологијата и причината зашто дошло до појава на овие епилептични напади. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Аз имам едно прашање. За син ми се работи. Така. На 17 години. 17 години? Да, 2019 години имаше еден епилептичен напад, до сега нема. Не му се повторило? Воопшто не е повторено. Си пие лекарства, даени од доктор, и се работи за возачка дозвола. Дали може да... Така, дали може да вози, да биде шофер доколку има епилептични напади, само дали вашиот син има веќе поставено дијагноза епилепсија или не? Има. Има поставено, добро. Да. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторке. Како што разбрав, има 17 години и само еден епилептичен напад има во 2019 година. Така, и поставена дијагноза епилепсија, прима терапија, се интересира таткото, дали може неговиот син да управува моторно возило.
со оваа дијагноза? Тоа представува еден од најчестите прашања околу можноста за возење на пациенти кои што имаат епилептични напади. Во повеќето земји, се смета дека ако пациентот има многу, ретки епилептични напади кои што се случуваат само еднаш на неколку години, или имаат само ноќни напади, или имаат само некои моторни напади со трзена на раката како Джексоновите напади. Тие би можеле да возат и во случај ако нема епилептичен напад добиено во следните 3 до 5 години, при тоа не зима терапија во период од 2 години и ако ЕЕГ резултатите се уредни, во некои од земјите веќе може да се разговара дека може да управува со моторно возило. Јас како што разбрав, пациентот имал само еден епилептичен напад. Ние пред тоа објаснивме дека еден епилептичен напад не значи дека има епилепсија, но сепак многу често се става дијагнозата во... Значи, ве советувате да направат уште еден преглед очигледно, за да можеби ќе се исклучи таа болест. Тоа што треба да се види дали има промени на ЕЕГ-то, затоа што многу често може да се случува пациентите да имаат некои краткотрајни напади кои што не можат да бидат забележани од јавноста и не можат да знаат дали било тоа напад, затоа што тоа може биде некој краток абсанс додека зборува краткотрајно нарушување на свеста или на делот секунда или на говорот, или некои правење на некои автоматизми што исто припаѓаат во групата. Така, движење на око на некој дел од телото и слично. А да не бидат забележани од страна дека станува збор дека има епилептични напади. Така. Ајде да слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Ве молам прашање до докторката. Повелете. Се работе за личност од 35 години возраст. Има примано антидепресиви. Меѓутоа се случи кај него беше во одлична здравствена состојба со тоа. Доби некој напад под име, дијагноза поставена од докторите од Германија, он доби напад епилептичен. За 2-3 минути до 5 минути снемал кислород и настанува смрт кај мојот син. Молам докторката да ми објасне колку може... Така, дали може да настапи смрт од епилептичен напад? Мене ми е навистина жал за ова што го слушнав. Примете го нашето сочувство. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Докторке, може ли од епилептичен напад да се почине? Понекогаш, за жал, се случува да има ненадејна смрт при епилептичен напад, кој што ние го викаме како СУДЕП, Sudden Unexpected Epileptic Die. На тој начин што може да се случи, например, доколку епилептичниот напад се случи да падне од висина, да се повреди под некоја машина и слично, да падне под кола, во оган, во вода и слично. Но јас како што разбрав дека станува збор за мало дете од 3 до 5 години. Не, 35 годишна возраст. 35 годишна возраст. Пошто слабо се слушаше. Примал антидепресиви, бил во ред, но му се случил еден епилептичен напад, пошто починал. А дали се повредил при тој епилептичен напад? Не беше споменато, но еве дали има некогаш пациенти кои што можат да починат. Затоа што да не било нешто тоа пропратено и со некој друго, мозочен удар или некој крварење или некој излив, не можеме да знаеме зашто настанало. Така, вака не можете да процените секако. Да дадам заклучок зашто се можеби било и некој срцев удар, па да дало паралелно да изгледа како така останал без кислород. Спомена, значи сепак е тоа една комплексна ситуација за која што не може вака да се даде одговор. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната емисија. Почитувани, останете на Телма. Продолжува денешната Телма амбуланта, зборуваме за епилепсијата, за епилептичните напади, начинот на дијагностицирање на оваа болест и нејзино ставање под контрола со доктор Емилија Георгиева, невролог во Жан Митрев клиник. Доктор, ќе да проговорим уште малку за ЕЕГ-то, кое што споминавте дека е многу важно при дијагностицирањето на болеста.
Односно, би сакала малку да проговориме за проблемот со абнормалното ЕЕГ. Дали секоја абнормалност во ЕЕГ-то значи епилепсија? Ова ве прашувам, бидејќи некогаш децата немаат никакви симптоми, немаат напади, имаат абнормално ЕЕГ, а примаат терапија за епилепсија. Дали е тоа оправдано или не? Вака, многу често се случува, например, кај пациентите кои што немаат епилептични напади да се појави абнормален ЕЕГ наод. Но не мора да значи тоа секогаш дека станува збор за епилепсија, затоа што многу често пациенти кои што имаат мигренозни главоболки може да имаат абнормално ЕЕГ, значи дизритмично ЕЕГ и при тоа да не станува збор за епилепсија, туку да има да е во склоп на мигрена и при тоа во овие случаи некогаш даваме антиепилептична терапија, но не како за третман на епилепсија, затоа што антиепилептичната терапија може да ги смири и мигренозните главоболки и да ги смири и промените на ЕЕГ дизритмијата. Кај деца обично значи нивниот мозок е се уште во тек на матурација и нивниот мозок се уште не е доволно развиен, тој се развива до кај 18-та годишна возраст. Затоа значи ЕЕГ-то кај децата, некои промени кои што кај возрастните може да се сметаат дека се промени, кај децата до некој степен се рачунаат дека се во граница на нормала. Но за тоа потребно имаме оддел кој што тоа веќе за кај деца иде одделот за педиатрија, педиатрија кај така за неврологија и педиатрија, невролошка педиатрија, невропедиатрија. И за случаевите со децата кои што имаат промени на ЕЕГ-то, ќе водат педиатрите невролози кои што они одлучуваат во зависност од целокупната клиничка слика, од целокупната состојба, развојот на децата, се прават различни тестирања, моторики, движење и слично, се гледа дали има потреба да се даде некој антиепилептик, но не мора да значи дека тој антиепилептик ќе се прима долгорочно или доживотно. Сепак тоа би требало да го одлучат околу децата, значи педиатрите невролози. Ајде да ги слушнеме прашањето од гледачите. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. И ја ти кажа, боледувам, поздрав до докторката, боледувам од епилепсија. Така? Ги прима лековите, редовните што се теглето, фенопробитон тие, редовно, ма. Во текот на месецот има, се појавува кај мене една криза, ко тресење, ако си во седечка состојба, али раката ќе се тресе, поќе нозете кога ќе ти тегат, или лево-десно, и после иде нагоре во стомакот. Што во тој момент си во све сама седечки вистина, што ако си надоде, ќе мора да бегаш да бареш спас. Така, претпоставам прашањето на што се должи овој проблем и како се стави под контрола? Да, и што треба по моментот да превземеш. Било лек нешто или така, добро. друга работа. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Докторке, дали можевте да го слушнете прашањето? Јас многу слабо го слушав. Така, јас слабо слушав во студио, ќе замолам од режија малку погласно да ми пуштате, да го пуштат тонот, значи се работи за пациент со епилепсија кој што прима терапија редовно, но сепак му се јавуваат при седечка положба периодично некои грчеви во нозете, тресења и слично, па сега прашува на што може да се должи тоа и како да се стави под контрола и овој проблем. Значи, тие кај пациентот, значи колку често има епилептични напади? Не би можела тоа да ви одговорам, бидејќи не го спомна тој податок. Треба да се разгледа целокупната состојба кај пациентот, колку се честоќата на појавата на нападите, колку се регулирани тие напади, дозата на терапијата која што е прима, дали се избрани правите антиепилептични лекови, треба да се следи и контролата на ЕЕГ-то како дали има подобрување на состојбата, за да се види дали можеби е даден соодветниот лек за овој тип на напади. Можеби треба да се направи промена некоја во терапијата која што е прима, за да не доаѓа до вакви моторни напади. Ние тие ги викаме моторни напади, во кои што може тука повеќе и стресот да се, затоа што
пациентот може да има и некоја стресна состојба и слично. Така, значи сепак треба да се направи преглед. Тоа е вашиот совет до нашиот гледач. Ајде да го слушаме следното прашање. Добар ден. Добар ден. Дали можам да поставам прашање на докторката? Секако повелете. Особа околу 35 години сака да стапи во брак. Дали таа прима терапија за епилепсија, дали може, значи, да биде мајка, односно да има пород, и дали детето ќе биде здраво после нејзиното пороѓање, мислам јака. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Ова беше дел од нашиот денешен концепт бременост кај жени со епилепсија. Еве, повелете, докторке, во овој дел од емисијата тогаш ќе го појасниме. Ова представува едни од најчестите прашања околу третманот на епилепсијата кај пациентите кај бремените жени. Околу 1% од бремените жени во живот, мислам, им боледуваат од епилепсија, кој што секако дека бременоста кога се планира, потребно е да се испланира и режимот и терапијата која што ќе ја прима. За време на бременоста имаме терапија која што е нетератогена, не прави проблеми во развојот на плодот, заради тоа што тоа е неизбежен ефект. Полоша е состојбата доколку пациентот со епилепсија и за време на бременоста да не е покриен со терапија. Од антиепилептичните лекови, значи тегретолот, ламалот, ламотриджинот, тие се упоновата генерација, тие немаат тератоген ефект, само валпроичната киселина, например, може да даде тератоген ефект да створи спина бифида, така да доколку пациентката која што е млада и планира бременост, ако веќе зима терапија која што е со на депакин, потребно е да се планира, значи, бременоста, за да може постепено да дојде до намалување на терапијата и до исфрлање на лекот и да се даде соодветна терапија со која што ќе може безбедно да се следи бременоста. Млекот во мајчиното млеко, значи, се излачува еден мал дел од терапијата, која што секако не е таа штетна за плодот и за бебето, заради тоа што може само да даде некој седативен ефект на плодот. Може да се планира терапијата мајката да ја прима после подојот, значи за да не би се излачувало во помали количини. Ајде да слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден за него. Да вас и до докторката. Да прашам, јас имам син со епилепсија, пие тегретол, карбопин и кепра. Така? Не. Тегретол и кепра, ако нема... Така, пие одредена комбинација од лекови и таму одговара или не? Не. Нема одговара. Добро. На доктор сите гледат од отпусната листа и ја препишуваат истата терапија. Ние сме од провинција и секој сме по болници, сега последно провикме и магнетна ренесанса и имаме и касета и само ке видат и нешто продолжуваат со иста терапија. Детето има терапија, има стално напади. Некој ден се случува дено по 3 пати, некогаш со недели нема и не можеме да сватиме како да најдеме излаз и шо лек да најдеме. Дали има лек за таа болест? Воопшто питам, дали има лек? Така. Еве сега ќе се обидеме повторно да се вклучиме за да го добиете одговор на ова ваше прашање. Еве, може да погледнеме еден блок со форшпани, а веднаш потоа ќе се вклучиме само да го воспоставиме линкот со Жан Митрев клиник. Ако не се лажам, еве ја добивме докторката повторно на линија. Докторке, дали можевте да го слушнете прашањето од гледачката? Значи, незиниот син прима одредена терапија која што воопшто не му одговара. Постојано има епилептични напади, некогаш и по 2-3 во текот на денот, некогаш нема епилептичен напад со денови, правена и магнетна резонанца, но едноставно проблемот не може да се реши. Па сега бара совет што понатаму, како да се стави проблемот со епилепсија кај незиниот син под контрола. Има ли пациенти кои што медикаментозната терапија не дава резултат? Така, за жал имаме околу 1/3 од пациентите се случува да примаат 1, 2, 3 или повеќе антиепилептични лекови, при тоа што со приманата на овие антиепилептични лекови да не доаѓа до купирање и до смирување на епилептичните напади. Тие ги викаме ние епилепсија која што е резистентна на терапија или
резистентна епилепсија. Во вакви случаи, значи, се препорачува понекогаш во одредени случаеви да се направи рестриктивна хирургија, затоа би било темата малку понатака. При тоа доаѓа до комбинација и со вагус нерв стимулација, со која што може да се помогне да се намалат епилептичните напади. Но треба да се види дали ја има најпрво да се даде дали е пациентот резистентен на резистентен на лекови, треба да се види дали се сите комбинации на лекови пробани. Можеби не е дадена соодветниот и правиот лек за него. Може треба да се смени некој друг лек да се даде. А која е целта, докторке, на лековите? Дали може да се излекува болеста или само нападите да се стават под контрола? Самата терапија, антиепилептичната терапија, придонесува за да може да се намалат епилептичните напади и да се доведе болеста во контрола. Во некои случаеви може да дојде, например, до целосно излекување на состојбата, околу, например, 70% од населението може да доведе до излекување или до подобрување на епилептичните напади, кај некои од нив може и да дојде доколку немаат 3 години, 3 до 5 години епилептични напади, или ЕЕГ-то доколку е чисто, може да дојде и постепено до намалување или до прекинување на антиепилептичната терапија. Но за жал кај некои пациенти останува, значи, да ја земаат антиепилептичната терапија долгорочно, односно доживотно, затоа што секој организам зависи и од кој е видот на епилепсијата, значи различно делува на антиепилептичната терапија. Доколку некој се чувствува добро, смее ли на своја рака сам да ја прекине терапијата? Тоа не би смеело да се, затоа што може да е состојбата подобрена затоа што они се под контрола со антиепилептичната терапија. Значи антиепилептичната терапија мора да биде строго прекината од лекарот, докторот кој што ги води, и да бидат направени редовни контроли, ЕЕГ-њата да бидат чисти, да нема промени, да нема подолго време епилептични напади, значи не би смеело и антиепилептичната терапија се намалува постепено, значи додека да дојде до нејзино исфрлање. Не се препорачува нагло прекинување на антиепилептичната терапија на сопствена рака. Двајца гледачи очекуваат вклучување во емисијата. Добар ден за првиот од нив. Дали се го слушаме гледачот? Добар ден, повелете. Двајца гледачи одеднаш слушам. Ајде да го слушнеме првиот од нив. Добар ден. Јас само ќе ве замолам во интерес на времето што поскоро да го намалите тонот на телевизорот, да можеме да комуницираме нормално. Добар ден. Дали со мене се вклучи, јас сум вклучен. Еве сега ве слушаме вас, повелете. Да, значи детето на 10 години доби напад. Модална терапија депакин. На која возраст само кажете ми? 10 години. 10 годишно дете имало напад, добро? Да. Депакин 300 пиеше за пати дено, а после 4 години, 5-та година му сукина на пола и се прекина. А после 6 месеци, значи, доби повторен напад на 16 години веќе. Меѓутоа, месец дена пред тоа беше нервозен, мал се пелуваше нервоза. Инаку ништо не правено од примаше терапијата и после тоа ништо активен физички, доста сето. Така, вториот напад на 16 години, ако разбрав, на 16, да, меѓутоа после прекинуваше 6 месеци после терапијата. Откако ја прекинавте терапијата, му се јави? Откако се прекина, докторката му рече дека нема проблем, се е во ред, сето и во ред беше и со школото одличен си се работи, меѓутоа ненадејно во сонот после 6 месеци ја доби. Меѓутоа тие денови имаше мала нервоза. Нервоза бил во тие денови. Добро, ви интересира што понатаму, предпоставувам, така? Так ми препишал докторите депакин да продолжиме, меѓутоа дали значи со терапијата немаше никаков проблем, ни последица мала посмиреност. Дали терапијата да се продолжи или ќе има некои нови последици. Добро. Ајде да го слушаме веднаш и следниот гледач за да не чека на линија. Ви благодарам вас за вклучувањето. Пријатно. Дали ќе го слушнеме и следниот гледач со прашање? Добар ден. Бидејќи причека се исклучил. Во ред. Доктор, ке повелете.
Јас повторно се извинувам заради линијата, не можев... Така, значи се јави еден господин чиј што син првпат имал епилептичен напад на 10 години, му била дадена терапија, потоа по неколку години ја прекинали, 6 месеци потоа, на 16 години, повторно добил епилептичен напад, сега му е вратена терапијата, прашањето е дали да продолжи со терапијата која што им е препишана, може ли долго време таа терапија да се пие, што може да се направи за да не се повтори овој проблем и можно ли е да му се јават некакви компликации поради сето ова? Бидејќи поминато е многу долг временски период од првиот до вториот епилептичен напад и тоа значи дека терапијата која што ја примал била добра и му ги средила нападите да нема напади, но со прекинувањето на терапијата после краток временски период повторно се јавиле се јавиле епилептичните напади, така да треба да се прима повторно терапијата која што е препишана од ординирачкиот невролог, се додека не се среди целокупната состојба и додека не се дојде до ниво дека е стабилен, нема да се повторуваат напади за да се размислува за повторно прекинување на терапијата. Докторки, сосема на крај, што треба да се направи доколку некое лице има епилептичен напад, онака како што го пишавме на почетокот на емисијата, со грчеви во телото, со пена во устата, со тресење, со губење свест? Треба ли да се обидеме да му отвориме устата? Што да направиме во тие моменти за да му помогнеме? Како што го опишавме пред тоа, нападите кои што тие настануваат драматично, значи со нагол пат на пациентот, при тоа може да дојде до пат и повреда на пациентот. Најпрво што треба да се направи е пациентот да се сврти на страна, за да во случај ако има некои содржини, значи да не ги аспирира, да не се загуши, да ги истрпи на страна. Ако е закопчан, например, со некоја кошула, треба да се ослободат дишните патишта. Треба да се стави под главата нешто меко, значи за да не дојде до дополнителна повреда на главата. Некои остри предмети, ако има во негова близина, да се отстранат за да не дојде до некое самоповредување и при тоа да се почека, значи никако во никој случај не би требало насилно да се отвара устата, да се пробува да се ставаат лажици, затоа што може да дојде и до повреда на човекот, мислам угризи, а и до повреда, значи да се повреди и самиот болен. Така да треба да се почека самиот напад да помине. Во случај ако нападот трае подолго или се повторува, во тој случај потребно е да се повика брза помош или да се однесе во ургентен центар хитно пациентот. И сигурно некои што имаат епилепсија, секогаш со себе треба да носат медицинска документација, за да се знае зашто станува збор. Затоа што доколку се случи некаде епилептичен напад на некое јавно место, за да можат присутните околу да знаат состојбата на пациентот, како и што да преземат во дадената ситуација. Докторке, ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Ви благодарам и на вас за вашата покана. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Еве, можеме да заклучиме со она што беше поентата на емисијата, дека еден епилептичен напад не значи епилепсија и дека епилептичен напад не е исто што и епилепсија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Се гледаме секој работен ден, бидејќи заедно учиме за здравието. До гледање.